Сексизам во армијата. Директорот на военото разузнавање со јавни сексистички навреди кон жените војници. Офицер вратен од мисија во Авганистан поради обид за силување, поставен за полковник. Очајни услови во касарните. Додека војниците живеат во беда, функционерите на Министерството спијат во скапи хотели во Америка и одат на балови. Најистакнатите во шарената револуција сега се најистакнати во Министерството за одбрана. Македонското воено разузнавање го води човек чиј брат е началник во војската на Република Србија. Едниот брат води една, другиот брат друга армија. Него во 2012 година му го одзеле безбедносниот сертификат за пристап до државни тајни, но сега му е вратен по безбедносната проверка која си ја спровел самиот на себе. Објавуваме ексклузивни документи за одземениот сертификат. Почитувани гледачи, добро вечер. Јас сум Љупчо Златев, а вие ја гледате првата епизода на истражувачката емисија Блиц. Во неа со факти, документи, тврдења и аргументи ќе ви ја откриваме работата на државните институции и се она што значи јавен интерес. Затоа што сите вие кои плаќате данок и секојдневно со вашата работа придонесувате за државата, имате право да знаете што прават оние кои живеат на ваша сметка. Горан Василевски е новиот директор на военото разузнавање, поставен од владата лани во август. Барем според она што веќе неколку години тој самиот го пишува на социјалните мрежи, Василевски не крие дека е близок со актуелната владеачка структура. За него е проблематично кога човек кој не заземал страна и е неутрален и професионален, сака да добие државна функција. Во исто време, тој беше дел од кампот на шарената револуција, кој беше поставен пред владата. Доколку го разгледате неговиот Facebook профил, повеќе ќе добиете впечаток дека се работи за политички аналитичар отколку за разузнавач. Во 2015-та, коментирајќи ги тогашните политички случувања, тој пишува дека сегашниот председател на собранието, Талат Џафери, го менува своето партизанско име од командант Форина во генерал Архимеди. Василевски знаел да даде критика и на архитектонските решенија во проектот Скопје 2014, за кој тврди дека единствен спас за него е 1963, односно земјотрес. Емилија Александрова е член на Собраниската комисија за одбрана и безбедност. Низ нејзината работа таа секојдневно ја следи работата на безбедносните служби. За неа е скандалозно и недозволено тоа што сегашниот директор на военото разузнавање Горан Василевски на социјалната мрежа Facebook пишува со омаловажување за жените војници. Откако се укина регуларната обврска, се повеќе жени се во војската, а се повеќе мажи во салоните за убавина. После не ја бивало, не ја биваде, пишува сегашниот директор Василевски на неговиот Facebook профил, а во коментарите саркастично додава дека мажите војници не се жалат на поголемиот број на жени во армијата. Дали мислите дека еден човек со вакви ставови, особено затоа што живееме во 21. век, во време на родова еднаквост, каде што дури во приватните компании се гледа да има некоја родова застапеност, дали таков човек е адекватен да води една таква функција и како жена првенствено, а потоа и како пратеник и член на оваа комисија, како ќе ги прокоментирате овие изјави? Ова само ја покажува величината на самиот тој човек, дека едноставно не е спремен за промени во општеството и дека ваквите коментари не соодействуваат со нивните заложби за транспарентност и родова сензибилизација на нашето општество. Потука ја повикуваме министерката Радмила Шекеринска да превземе низа мерки и активности и едноставно таквите луѓе на такви позиции да не ги охрабрува, туку напротив да превзема мерки да не
објавуваат во јавноста такви работи да ја напаѓаат жената, сепак ние сме во 21. век и јас искрено сметав дека ние сме родово сензибилизирано општество, дека истата таа министерка е така родово сензибилизирана жена и дека ваквите појави, ваквите коментари ќе ги санкционира, ќе превземе мерки против истите, меѓутоа ние видовме дека не само што отсуствува реакција по тоа, туку напротив, јас тоа би го протолкувала како еден начин дека ваквите изјави како нистиот тој господин Василевски можат да добијат и поголема интенција, односно да се охрабрат и други мажи да ги напаѓаат жените кои што се во армијата и во сите други сфери во нашето општествено живење, што е сосема недозволиво и неприфатливо во едно такво општество кое што јас барем досега сметав дека е родово сензибилизирано. Скандалите за сексизам во армијата не застануваат овде. Офицерот Али Хајро, кој беше вратен од мисија во Авганистан поради обид за силување на војничка, сега унапреден во полковник од страна на министерката Шекеринска и е стопирана истрагата за случајот. Заедно со него, поради инцидентот, тогаш бил вратен и Трајче Касапинов, човек за кого во кулуарите на армијата се говори дека е од исклучителна доверба на директорот Василевски. Касапинов во исто време е дел од Комисијата за реформи во безбедносните служби, иако претходно во неколку наврати е фотографиран како обезбедува митинзи на владеачката СДСМ. Па тоа е само еден од низата аргументи и факти кои што се нижат во контраверзните политики на Министерството за одбрана, за кои што министерката не презема никакви мерки и действија. Значи, самиот тој човек што извршил таков сексуален пристап против своја колешка на мисија во Авганистан и за истото тоа е отповикан од мисијата и е вратен во Република Македонија, сега како да добива некое наградно да добива награда за тоа што го направи, што не смел да го направи. Па најверојатно дека некои такви политики веќе се спроведуваат или се на повидок да се спроведуваат, што апсолутно е неприфатливо за јавноста и тоа е еден плюс начин на кој што ние жените во Република Македонија ги охрабруваме, односно ги обесхрабруваме да не учествуваат и да не бидат активни жени во општествено-политичкиот живот. Дали тоа ќе биде во политика, дали ќе биде тоа во одбраната, дали во Министерството за внатрешни работи, сепак ние како општество треба да сме свесни и да реагираме, па од тука и министерката време е веќе да си преземе низе активности кон своите вработени и да испрати посебно порака како жена, министерка, дека ваквите девијантни појави се недозволени и не треба да се толерираат во едно општество, посебно и во Министерството за одбрана. Сексистичките испади не се единствениот проблем на директорот Василевски. Во јануари годинава, истражувачката новинарка Кети Гетева откри дека тој на директорската позиција во военото разузнавање бил поставен без безбедносен сертификат за пристап до документи класифицирани како државна тајна, пошто експресно му бил издаден безбедносен сертификат за помалку од една недела, по безбедносната проверка која самиот ја направил за себе. Сертификатот за пристап до документи класифицирани како државна тајна му бил одземен во 2012-та, поради, како што дознаваме, непочитување на безбедносните процедури на службата при комуникација. За ова постои и пресуда од управниот суд до која стигна истражувачкиот тим на Блиц. Во пресудата, Советот на судии предводен од Дитурие Елизи Незири ја одбива жалбата на Василевски за одземениот сертификат како неоснована. Судот пресудил дека на Василевски со право му бил одземен безбедносниот сертификат. За директорот на Дирекцијата за безбедносни сертификати кој му го вратил сертификатот на Василевски, оваа одлука на судот нема валидност, затоа што, како што вели, тој а не судот има дискреционо право самиот да одлучи кој заслужува да има безбедносен сертификат за пристап до државни тајни. Јас пред мен имам пресуда од 2012 година од управниот суд во која му се одзема, односно управниот суд одлучува дека вашата дирекција, која тогаш нели не сте ја воделе вие, било во право кога му го одземала безбедносниот сертификат на господинот Горан Василевски, сегашен директор на военото разузнавање во Македонија. Вие сега кога стапи на функција, по неговото стапување му го
му го вративте неговиот безбедносен сертификат. Прво би сакал да ја прашам, пошто навистина не сум информиран, дали тој безбедносен сертификат се добива по стапување на таа функција или пред стапување на таа функција? Видите, тоа е една дилема, затоа што доколку тие безбедносни сертификати, например, за именуване функционери и така натаму, би ги барале предстапување на функцијата, на некој начин може да се каже безбедносни служби ги селектираат лицата кои што ќе бидат поставени на одредена функција. Генерално, според законот како е кај нас регулирано и во најголем број земји е така регулирано, значи безбедносната проверка започнува по потребата, односно по именувањето на лицето на одредена функција, затоа што можеби претходно немал потреба за таков безбедносен сертификат. Конкретниот случај за Горан Василевски точно е дека тој бил одбиен во првичната постапка за давање на безбедносен сертификат. Меѓутоа, по разгледување на случајот, од кога беше тој именуван повторно за раководител на војната служба за безбедност и разузнавање, се спроведе една нова постапка и се утврди дека причините поради кои не му бил даден безбедносниот сертификат не биле валидни, односно не постоел безбедносен ризик. Тоа одговорно тврдам дека ги преоценивме овие постапки и утврдивме дека во конкретниот случај не постои безбедносен ризик. Не е тој единствен случај. Имаше многу такви случаи. Овој веројатно повеќе во јавноста се експонира затоа што беше поставен за раководител на војната служба за безбедност и разузнавање. Имаше и многу други случаи кои што ние ги преоценувавме, затоа што, како што реков, во изминатиот период некои постапки се одвлеклувале, некаде аргументите не биле доволни за да се одземе безбедносниот сертификат, некаде тие аргументи не биле земени во целост. Судот, уште тоа сум должен да ви го кажам, судот не е тој што го оценува безбедносниот ризик. Значи, дирекцијата, односно директорот, има право дискреционо да го оценува безбедносниот ризик. Судот само ја оценува постапката. Дали се утврдени процедурите, правото на жалба, првостепена, второстепена и така натаму. Значи, тој процес течел во 2012 година и тогашниот директор, веројатно врз основа на некакви елементи кои што ги имал пред себе, донел таква оценка, меѓутоа треба да знаеме дека и тој безбедносен ризик не е нешто кое што е од постојана категорија. Вообичаено за луѓето не постои безбедносен ризик пред да му го дајете безбедносниот сертификат, меѓутоа кога ќе го поставите на одредена функција, тогаш притисокот врз него е поголем и тогаш може да се појави одреден безбедносен ризик. Славевски негира дека Василевски самиот на себе си извршил безбедносна проверка, но потврдува дека институцијата која во тој момент ја водел Василевски направила безбедносна проверка за него. Ако добро ве разбрав, вие претходно кажавте дека овие проверки ги прават институциите, односно Управата за безбедност и контраразузнавање и военото разузнавање. Дали тоа значи дека во оваа постапка господинот Василевски самиот за себе извршил, пошто тој веќе бил именуван, самиот за себе извршил проверка дали е тој безбедносно подобен за да има ваков сертификат? Не, тој беше именуван на таа функција, меѓутоа безбедносните проверки ги извршиле надлежните служби. Дел од тие проверки вршат во војната служба за безбедност и разузнавање, дел од тие проверки врши УБК. И извештајот за тоа дека се извршени безбедносните проверки, односно увидот во досието, не беше вклучен воопшто господинот Василевски, туку беше овластено лице од Министерството за одбрана. Кој тој го водел во тој момент? Молам? Министерството за одбрана. Секторот во Министерството за одбрана кој тој го водел во тој момент. Да, тој беше раководител на секторот, меѓутоа самиот извештај за безбедносната проверка и безбедносните проверки не беа спроведени од него, туку од други овластени лица во рамките на секторот, односно Министерството. Зошто на сегашниот директор на военото разузнавање му бил одземен пристапот до државни тајни ќе остане тајна, затоа што се работи за класифицирана информација. Она што неофицијално го дознаваме од извори од дирекцијата е дека на Горан Василевски безбедносниот сертификат му бил одземен од службеникот Фердинанд Оджаков, за кого изворите тврдат дека е врвен професионалец кој сега трпи реперкусии поради ваквата одлука.
Како што дознаваме, иако Оджаков во моментов го предводи секторот за човекови ресурси во Министерството за одбрана, поради тоа што во 2012-та му го одземал безбедносниот сертификат на Василевски, сега е казнет и нема право да подпишува документи. Неговите документи ги подпишува Васил Зимбаков, кој пак е истакнат кадар на владеачката партија присутен на нејзините конгреси. Зимбаков важи за лице блиско до актуелната државна секретарка на МВР Магдалена Несторовска. Во Министерството работи во секторот за цивилно-војна соработка, а подпишува документи за човекови ресурси. Друга нетипична ситуација која ја детектираат луѓето задолжени за следење на безбедносните служби е тоа што братот на директорот на военото разузнавање е началник во армијата на Република Србија. Се работи за Светозар Василевски, кој живее во Белград и е началник на полк во армијата на Србија. Во светот сигурно има и други вакви примери, но тука има посебна тежина затоа што Горан Василевски е директор на една од најчувствителните институции во државата. Во исто време се поставува прашањето дали можеби Србија има пристап до информациите од нашата војска. Тоа е апсолутно недозволиво и поведени од настаните кои што ни се случуваа во последно време во нашата држава. Да не го спомнувам тој настан што ни се случи на 27 април, кога видовме какви се лица присуствувале во собранието на Република Македонија, така тенките кревки однос на безбедносните врски, поврзаности и соработка на Србија со Македонија. Таквата поврзаност на братот на господинот кој што има висока функција во Министерството за одбрана, односно во армијата на Република Србија, и неговата функција тука е тотално недозволиво, непрофесионално и во некоја нормална држава тоа не би требало да се деси. Значи тоа е еден преседан за кој што и самата министерка требало да реагира и такви примери ние не смееме да дозволиме, едноставно нивните повици за професионализација некако паднаа во вода и сето тоа добија една лоша слика, еден лош предзнак дека единствено лично партиските интереси се на прв план, додека се друго во државата не е битно. Друг проблем кој го детектираат упатените во армијата е тоа што на мисии во странство на кои солидно се заработува се испраќаат луѓе блиски до функционерите. Таков е примерот со кумашините на директорот Василевски, брачниот пар Елизавета и Сашо Здравески, кои по втор, односно по трет пат ќе бидат на мисии во Босна и Авганистан. Дали кумската врска со директорот Василевски им помогнала за ова, останува непознато. Покрај овие лица на список за мисија во странство ставен е и братот на Стојан Славески, директорот на дирекцијата, која му го издала безбедносниот сертификат на Горан Василевски. Па се поставува прашањето дали можеби се работи за некаква возвратна услуга. Партизацијата на безбедносните институции не е новост во Република Македонија. Праксата на поставување на партиски лица на високи позиции во Министерството за одбрана се провлекува во последните 26 години, кој и да е на власт во земјава. Со доаѓањето на новата власт се најави и департизација, но праксата продолжи. Па така, за државен секретар на Министерството за одбрана поставен е Драган Николич, кој е член на највисоките партиски тела на СДСМ и е фотографиран на партискиот конгрес на владеачката партија. Николич често патува, а кога патува секогаш оди во најлуксузните хотели, како оној на Хилтон во Вашингтон. Цената за една вечер во овој хотел изнесува над $2600, што се пари кои заедно со билетот би ги платиле граѓаните на Република Македонија. Вака изгледаат чизмите и униформата кои ги користи еден незадоволен војник кој фотографиите ги достави до нас. А вака изгледа хотелот во кој предстојувал генералниот секретар на Министерството за одбрана.
нивниот живот е символ за вработените, па така тие често посетуваат и балови, додека фотографиите од касарните говорат за искршен и застарен инвентар, лоша храна и стари униформи. Бројот на шарени револуционери кои своето ново работно место си го најдоа во Министерството за одбрана се зголемува од ден во ден. Доколку сите ви ги објавуваме, оваа емисија ќе трае предолго. Партизацијата е присутна на секој чекор во Министерството за одбрана, па така и лицето Тони Петревски, кој важи за едно од најклучните луѓе во Министерството кои се наоѓаат на раководни позиции. Тој е фотографиран на шарената револуција и на многу митинзи на владеачката партија. Друга интересна ситуација која ни ја јавуваат луѓето од Министерството е тоа што на мисија во странство е пратен Зоран Цикарски, човек кој купил автомобил од министерката Шекеринска. Почитувани гледачи, тоа беше се во првата емисија на истражувачката емисија Блиц. Се гледаме наскоро со нови детали за работата на јавните функционери и се она што значи јавен интерес.